сега продолжуваме со серијата проповеди сретбите со Исус. И ова проповед е насловена Исус и апостол Јован. Ке ја погледнеме токму таа средбата на Јован со Исус, но по еден посебен начин. Пред да зборуваме за тоа нешто, само да се подсетиме на претходните средби, за да видиме колко оваа средба е поразлична. Ние зборувавме најнапред за Исус и хананејката. И зборувавме всушност за тоа дека оваа жена го препозна Исус како Месија, син Давидов. Хананејката беше аутсайдер, беше жена од друг народ, од друга нација, од друга култура. И сепак таа се почувствува прифатена од Исус. Зборувавме за Никодим, кој што беше представник на религијата, човек кој што ги познаваше писмата, религиозен, може би денеска би го поистоветиле со некој владика, па сепак самиот тој не го знаеше патот на спасението. Тој го препозна Исус како учител. И самиот тој, иако беше религиозен, всушност не беше наново роден, не беше вистински верник. Зборувавме за Исус и Самарјанката. Самарјанката, примерна една отврдена личност, може би со неморална позадина, веќе имала 5 мажи и обично го имаш, вели Исус, не тие маж. И ова жена, отврдена од целото општество, најде на прифатеност кај Исус. Исус не се плашеше и не се срамеше да разговара со неа и да ѝ се објави како спасител. И за разлика од сите овие претходни 3 личности, сега ќе имаме можност да го погледнеме Исус при очите на еден верник, слуга Божи, некој кој што лично го познаваше Исус. И тоа не го познаваше Исус само како човек, туку многу повеќе од тоа. Сите овие претходно луѓе го познаваа Исус, но може би како син Давидов, учител, пророк, но дали Исус беше само тоа? Ајде да погледнеме посебно во книгата Откровение. Ке читаме од 1 глава, од 9 до 18 стих. Овде Јован имаше средба со Исус, во една негова визија. И како го виде Јован Исус? Ајде да го погледнеме тоа нешто. Значи, ке читаме Откровение на Јован, од 1 глава, 9 до 18 стих. Вели вака: јас, Јован, вашиот брат и соучесник во скрбта и царството и во трпението на Исус, бев на островот наречен Патмос, заради Словото Божјо и заради сведоштвото на Исус. Во Господовиот ден, се мисли на неделата, бев понесен од духот и за себе чув силен глас како од труба, кој велеше: тоа што ќе го видиш, напиши го во книга и испрати го на 7 цркви. И овде се наброени 7 цркви. И се свртив да го видам гласот што зборуваше со мене. А штом се свртев, видов 7 златни свекници, а среде 7 свекници еден како синот човечки, облечен во долга облека до нозете, а голуградите препашан со златен појас. Главата и косата му беа бели како бела волна, како снег, а очите негови како огнен пламен. Нозете негови слични на усвитена бронза, како во печка шарена, а гласот негов како шум од многу води. Во својата десна рака тој држеше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. Лицето негово светеше како што слонцето сјае во полна сила. Штом го видов, паднат пред нозете негови како мртов. Тој ја стави својата десна рака врз мене и ми рече: не плаши се, јас сум првиот и последниот и живиот. Бев мртов и ете жив сум за сите векови и ги имам ключевите од адот и од смрт. Амин. Верувам сите ќе се сложите дека оваа слика што Јован ја дава, оваа представа за Исус е многу поразлична
од сите оние претходни. Сите личности претходно го познава Исус како човек. Може би изгореден човек. Но тие не може да препознаат во Исус дека има божественост. Јован го опишува Исус и го виде во една сосема поразлично светлина. Тој во Исус виде она што всушност ни го кажува Библијата за него. Дека тој е Божиот син, тој е лично Бог, кој што дојде во тело. Затоа Јован го опишува Исус во целиот негов сјај. Тој вели, кога го видов, тој сјаеше како сонце во најсилно. Сте се обидели ли да гледате во сонце кога свети најсилно? Ние не можеме да стоиме летно време директно на сонце, а камо и да погледнеме. Јован го споредува со такво нешто. Вели, светеше како сонцето што сјае во неговата полна сила. Некош, затоа кога ќе се навратиме на трите претходни личности, си викаме интересно, овие личности го има Исус до себе си, но тие не знаеа кој е Исус. Овие личности немаа поим. И ова ме подсетува на еден много интересен пример. Читав за еден интересен пример кој што се случил на 12.1.2007 година во метрото во Вашингтон, која е подземна железница во главниот град во Америка. Еден човек дошол едно утро таму, извадил виолина и почнал да свири. Свирил некој од најпознатите мелодии на Бах, многу познати музички сонати и начинот по кој што свирил биле мелен за ушите. Но сепак, многумина од луѓето брзале, само поминувале, ќе го загледале и никој не застанувал да го слуша. За период од 45 минути, можете да замислите, поминале 1097 души. И од нив само 7 подзастанале на 5 минути да го слушаат. Некои дури им уфрлиле пари, мислејќи дека тој е некој просјак кој што свири за пари. За тие 45 минути овој човек собрал дури $27. Кога завршил, никој не му аплодирал. Човекот си ја собрал пак виолината во куферчето и си замина. Никој всушност не препознал дека овој човек, кој што свирил тоа утро во подземјето, во метрото, бил еден од најпознатите виолинисти во целиот свет, Джошуа Бел. Само недела предходно овој човек свирил во Бостон и овој концерт, билетот за да го купите на овој концерт коштал $100 и билетите биле однапред распродадени. Со други зборови, луѓето се тепаат и дават огромни суми пари за да го слушнат овој човек затоа што свири прекрасно. Еве како изгледа тој човек. Еден од најпознатите виолинисти во светот. Па сепак тоа утро кога свирал во метрото во Вашингтон, никој не му обрнал внимание, освен тие 7 луѓе што подзастанале накратко. А виолината на која што свирил коштала $3,5 милиони. Што е поентата на овој пример? Замислете, ако само луѓето би знаеле кој е тој што свири во метрото, ако би знаеле дека свири најпознатиот виолинист на светот, веројатно многу од нив би рекле, па сега ми е шансата да го слушам. Немам пари да дадам $100 да одам на концерт на овој човек, но можам тука без пари да застанам да го слушам. Веројатно многумина од нив би сакале да се сликат, би ги вадиле телефоните, би правеле селфи со него, би замолиле да им напише автограм, би се радувале дека можеле да се ракуваат со овој човек кој што е еден од најпознатите, најуспешните виолинисти. Но проблемот беше што тие не знаеа. Тие во него гледаа само еден обичен виолинист, просек кој што свири овде за некоја ситна паричка. За не е истото тоа нешто и со Исус. Кога Исус беше на земјата, многумина се среќаваа со него, но тие не знаеа кој е оној кој што стои до нив. Самарјанката не знаеше дека тој е изворот на жива вода. Таа не знаеше дека тој може да ја даде необична вода, туку живот вечен. Никодим,
разговараше со некој, го гледаше како добар учител, но тој не знаеше дека тој има сета мудрост во него. И дека тој оној што може да го наново роди. Хананејката, таа бараше внимание, таа го гледаше како син Давидов, но не знаеше дека тој е многу повеќе од тоа, дека тој е синот Божи. Затоа апостол Јован го прикажува Исус во една сосема поинака светлина. Апостол Јован го види Исус по еден таков начин. Тој го виде Исус во целата негова слава. И кога тој го опишува Исус, тој го опишува во сета негова божественост. Слушајте уште еднаш како го опишува, вели, главата и косата му беа бели, како бела волна, како снег, а очите негови беа како огнен пламен. Неговите нози беа слични на усвитена бронза, како од печка жарена, а гласот него, вели, беше како шум на многу води. Во својата десна рака тој држеше 7 звезди, а од неговата уста излегуваше меч со 2 острици. А лицето му светеше како слонце во неговиот полн сјај. Еве тоа е описот на Исус, што Јован го дава. Јован го прикажа Исус во целата негова слава, во целата негова божественост. И затоа ќе зборуваме денеска за 3 нешта што Јован имаше како откровение за Исус. Првото нешто што веќе го нагласи во голема мера, ќе зборуваме се уште за тоа, е дека Јован имаше откровение за божественоста на Исус. Јован имаше едно поразлично откровение. Интересно е да се каже дека Јован во тоа време беше единствениот жив апостол на Исус. Сите други до тогаш кога Јован веќе го имаше ова откровение беа мртви. Историјата, црковната ни историја ни кажува дека сите беа убиени со маченичка смрт, заради тоа што му остана верни апостоли на Христос. Единствено Јован не умрел со маченичка смрт. Не дека Јован не бил мачен, но не можеле да го убијат. Царот во тоа време ни пишува за Ирод во Дела апостолски 12 глава, дека веќе го обезглави Јаков, братот на Јован. Години подосна Петар беше раснат. Историјата ни кажува дека беше свртен на опачки, затоа што кога сакале Петар да го раснат, како Исус тој рекол, јас не сум достоен да ме раснете по ист начин, затоа раснете ме на опут. И Јован се обиделе да го убијат. Записите ни кажуваат дека Јован бил ставен во врело зовриено масло, но не можеле да го убијат. Останал жив како ништо да не му било. И бидејќи сватиле дека тој човек не умира, на крајот решиле да го испратат да биде прогонет во островот Патмос и таму бил во заточениште. И таму останал се до својата смрт. Ова ни кажува дека Господ имал еден посебен план за Јован. Бог сака на Јован да кој што можеби претходно апостолите не ги имале. На овој остров, всушност, Јован ја пишува книгата Откровение. И таму ги добил сите овие посебни вистини кои што се запишани во оваа книга, кои што се и за тоа време, но поголем дел од нив се за иднината, за оно што доправа ќе се случи. Купно колку евангелии? 5, така? 4. Добри сте. Значи, од тие 4 евангелија, 3 евангелија се слични, но Јован го опишува Исус по еден божествен начин. Јован, ако читате, ја нагласува неговата божественост. Тој зборува за чудата што Исус ги прави. Зборува за тоа кој е Исус всушност. И тој го познава Исус како некој што е во тело, но уште повеќе тој го познава како Син Божи. И затоа читаме во Прво Јованово, 1 глава, од 1 до 2 стих, кога Јован зборува за Исус, тој вели вака: ви пишуваме за Исус Христос, зборот на животот,
оној што постои уште од самиот почеток, од вечноста. Со своји уши го слушнавме, со своји очи го видовме, со своји раци го допревме. Оној што дава живот се појави. Го видовме и подготвени сме да сведочиме за тоа. Така зборува Јован за Исус. Вели, тоа е оној што постои од самиот почеток, уште од вечноста. Тоа е оној што дава живот. Тој се појави. За него сакам да ви зборувам, на него ви сведочиме. Слично на него Исаија во 9 глава 6 стих, уште многу претходно одавна запишал 700 години пред тоа вели вака: зашто ми се роди дете, син ми се даде, и власта му е на рамото. Името ќе му биде чудесен советник, силен Бог, татко на вечноста, принц на мирот. Ова е првото нешто што всушност сакам да го нагласам во средбата на Јован со Исус. Не во средбата додека Исус беше на земјата, но во таа последна средба, особено која што имаше во визијата на островот Патмос. Јован имаше откровение за божественото на Исус. Второто нешто што сакам да го нагласам е дека Јован има едно прогресивно, продлабочено откровение за Исус. Ако сте допреле до некоја понова верзија од Библијата на англиски јазик, ќе забележите дека голем дел од американските Библии денеска, во Новиот Завет особено, некои од текстовите им се обележани со црвено. Јас се чудев порано која е причината за тоа, се додека не успеав да го капирам, дека всушност буквите со црвено се оние текстови кои што се директни цитати на Исус. Значи, таму каде што Исус директно зборува, неговите зборови се одбележани со црвено. И некој истражувал и открил дека всушност Евангелието на Јован содржи многу повеќе цитати, дури некаде скоро до 90% од Исус отколку останатите Евангелија. И ако вие ја листате Библијата на англиски јазик со такви обележени црвени букви, ќе забележите дека Евангелието на Јован е скоро целото со црвени букви. Тоа значи дека во голема мера Јован одлучил да го цитира Исус, наместо тој да зборува за Исус. Директно ги цитирал неговите зборови. Затоа и Евангелието на Јован некој го нарекува црвеното Евангелие. Веќе скоро целиот текст е со црвени букви. Повеќе цитати има таму за Исус од било кое друго Евангелие. Исто така, Евангелието на Јован е наречено Евангелието на Јас сум. Знаете ли зошто? Затоа што там ги имаме седмите изјави на Исус. Каде што Исус неколку пати кажува за себе си: Јас сум лебот на живот. На друго место читам Исус вели: Јас сум светлината на светот. Јас сум вратата на овците. Јас сум добриот пастир. Јас сум воскресението и животот. Одолу вели: Јас сум патот, вистината и животот. Јас сум вистинската лоза. И ако се задлабочите во овие изјави на Исус, ќе видите дека тие не се обични изјави. Ниеден од нас денеска, па ниеден друг човек денеска не би можел да се дрсне да ги каже овие изјави за себе си. Кој од вас би можел денеска да каже, да излезе пред сите да каже: Јас сум светлината на светот? Кој од нас денеска би можел со здрав разум, па дури да одберете било кој човек во светот и најпаметниот и најуспешниот да излезе да каже: Јас сум воскресението и живот? Јован овие изјави ги нагласува за Исус и тие ги најдете единствено во Евангелието на Јован. Затоа што Бог му дал на Јован да има едно продлабочено, прогресивно откровение. Некои го нарекуваат Евангелието на Јован исто така Евангелие на љубовта. Затоа што Јован ја нагласува љубовта што Исус ја покажува и Божјата љубов кон нас. Ако читаме во Јован 13 глава, 34 стих,
Самиот Исус таму вели, ви давам нова заповед, да се љубите еден со друг, како што ве љубев јас. Исто така, еден од најпознатите стихови, цитати во целата Библија, со кој што ние се гордееме дека го знаеме на памет. Кој е тој? Јован 3:16. Некој ќе праша, ај кажи некој стих од Библијата, ние обично овој го кажуваме. Јован 3:16, најпознатиот стих во Библијата е запишан од апостол Јован и се наоѓа во неговото евангелие. И повторно ја нагласува љубовта Божја. Овде вели, Бог толку го возлюби светот. Динамичниот превод ни кажува, Бог толку ги возлюби луѓето во овој свет. Што го даде, е така баш. Што го даде својот единороден син. И секој што верува во него да не погине, туку да има живот вечен. Јован продолжува со оваа негова омилена тема, дури и во неговите посланија. Ако читаме во 1 Јованово 4:20, вели, ако некој тврди дека го љуби Бог, а го мрази братот, тој е лажлив. Како да на Јован омилена тема му е љубовта, забележувате ли? Тој е воодушевен од љубовта Божја и тој ја нагласува во неговите евангелија и во неговите посланија. Тој го добил тоа откровение за Исус, дека тој е олицетворение на Божјата љубов. Тој е всушност еден доказ, една потврда за Божјата љубов кон нас. И затоа тој зборува за неа со невидена страст. И некои го нарекуваат Јован таа причина апостол на љубовта. Но интересно, јас реков дека Јован имал прогресивно откровение за Исус. Прогресивно значи дека на почетокот не го имаш во голема мера, но тоа расте. Што ни кажува ова за Јован? Јован беше познат како апостол на љубовта, но верувајте, Јован не од секогаш беше таков. Да, Јован не од секогаш ја нагласуваше љубовта, ниту пак во неговиот карактер доминираше љубовта. Ако се сетиме на почеток, Јован беше всушност сосема спротивен карактер. Ајде да се сетиме во една прилика, кога апостолите заедно со Исус минуваа низ Самарија. И таму се случи, бидејќи се стемни, требаше да пренотат. И тие затропаа на една куќа во Самарија. Домакинот отвори и што рече? Еј, баш се радувам што ве гледам. Влезете, мило ќе ми биде. Не, човекот не ги прими. И знаете ли кој реагира? Јован и неговиот брат Јаков. Знаете ли како реагира? Господ, ајде да го благословиме овој човек. Нека Господ го смени, ајде нека му даде да има срце полно со љубов. Не. Дали Јован во тој момент беше исполнен со љубов? Не. Јован реагираше како што за жал реагираа во Кочани, во Чифлик, луѓето што ја запалија црквата. Јован рече, овој, вака што се понаша, да кажеме гром од небото да удри и да го запали него и целата негова куќа. Така реагира. Тие беа толку гневни, Јован беше толку исполнен со омар, зашто сакаше куќата да му изгори, тој да изгори со се неа. И што рече Исус? Рече, вие не знаете на каков дух сте. Тоа што вие го барате не е искрено, не е начинот по кој што ние се однесуваме. Овие луѓе подоцна, како што кажа Димене, Јован и мојот брат беа наречени синови на громот. Затоа што тие повикуваа гром да го сотре овој човек. Гром да го удри да го изгори. Јован воопшто не беше на почеток исполнет со љубов. Исто така, во една друга прилика, читаме во Марко 9 глава 38 стих, кога сретна еден друг човек да зборува за Исус. Знаете ли што рекоа тие на Исус? Отиде и рекоа, ајде да забраним овој човек да не зборува повеќе за тебе. Тие мразеа некој друг освен нив да зборува за Исус. Не сака, не беа толерантни. Но што рече Исус? Дали Исус ги подржа? Рече, оставете. Тој што он зборува за мене не може уште долго време да биде против мене. Во една трета прилика, Јаков и Јован, читаме во Марко 10 глава, покажаа исто така една голема себичност. Тие отидоа кај Исус и рекоа, Исусе,
може ли да ни обезбедиш ние да ги имаме првите места най-близо до тебе, кои ќе бидеш по небо? От твоята десна и от твоята лева страна ние да си бидем. Знаете ли кој го бараше тоа? Јован и неговиот брат Јаков. И мајка му, да, мајка му поносна, да, ургираше. Ако може за моите синови нешто тука. Некој велел дека мајка му веројатно била македонка. Ние така ургираме тука за себе. Но како и да е, го гледаме овде Јован во едно сосема поинакво светло. Јован како нетрпелив, пол сомрза, сакајќи да право падне огин и да запали некого. Го гледаме Јован нетолерантен, не дозволајќи другите да зборуваат за Исус. Го гледаме Јован како себичен, којто сака себе си и неговиот брат најдоброто место да си го земе, а другите да ги некако оттурне. Јован на почеток не беше исполнет со љубов. Но фала му на Господа, Јован со текот на времето се менуваше. Тој имаше едно прогресивно откровение за тоа кој е Исус, за неговата љубов, и таа љубов го плени Јован и срцето на Јован се смени. Јас би сакал тоа да биде со сите нас. Тоа е всушност поентата и тоа треба да е плодот кога чекориме со Исус. Јас знам дека и сите ние тука што сме несовршени. Знам дека и сите ние повремено посакуваме да си го земеме најдоброто за себе, а за другиот не е грижа. Сите ние повремено во нашето срце се појавува некаква гнев и горчина. Но тоа не е начинот по кој што ние христијаните треба да се однесуваме. И ако ние навистина чекориме со Исус секојдневно, би требало и нашето срце да се смени, и нашето откровение за Исус да биде прогресивно, и ние да бидеме поразлични. Моето прашање е, дали ти како Јован дозволуваш со текот на твојот христијански живот твојата љубов да расте и да се продловочува и да бидеш променет, или пак си остануваш ист? Постави си го тоа прашање. Колку години си во верата? Колку години си христијани? Некој од вас овде сте можеби само една, не знам дали има такви. Некој можеби се 5, но верувам дека помеѓу нас има некој кој што си 10 и 20 години христијани. 20 години доаѓаш на црква. 20 години слушаш од Божиот збор. 20 години читаш од Библијата. 20 години се молиш и го бараш Бога. 20 години чекориш по Божиот пат. И ако за тие 20 години, па нека си и 10, ти си останал непроменет, ако твојата љубов се уште е на ниско ниво, тогаш нешто не е во ред со твојот христијански живот. Оно што можеме да го научиме од Јован е дека Јован прогресираше во неговото откровение за Исус. Тој на почеток имаше проблем со неговиот карактер, но подоцна тој стана познат како апостол на љубов. И во една прилика, кога го запрашале Јован во неговата старост, веќе на смртна постела, се собрале сите негови ученици, преданието кажува дека тие го замолиле да им каже, затоа што тој лично го познавал Исус, чекорел со него, бил негов ученик, рекле: учителе, кажи ни еве, што би издвоил како најважно од целото учење на Исус? Што би нагласил, ако би можел во една реченица да го сумаризираш учењето на нашиот Господар Исус? Што би било тоа? Која реченица би ја кажа? Знаете ли која реченица е издвоил Јован? Јован рекол: сакајте се еден со друг. Таа реченица е издвоил од целото учење на Исус. Она што најмногу го пленило Јован е љубовта Христова. Сакајте се еден со друг. И тоа би требало да е наш мотиватор во нашиот живот. Гледаме дека исто така Јован е пленет и од друг чин на Исус, кој што е одраз на неговата љубов. Јован го познаваше Исус и извинувал како јагне Божјо. Зошто е важно ова да го спомнам? Затоа што во целиот Нов Завет, купно на 31 место се спомнува терминот јагне Божјо. Значи, Исус е представен како Божјо јагне на 31 место во Новиот Завет. Од тие 31 место, 27 пати
е спомнат во книгата Откровение од самиот Јован и два пати во неговото Евангелие. Со други зборови остануваат само други две места кои што не се од Јован. 29 пати од вкупно 31 Јован го нарекува Исус јагне Божие. Ако ние сме го запознали Исус като јагне Божие, тогаш таа слика доаѓа, верујте, од Јован. Јован ја нагласува толку многу пати. Затоа што Јован осознал дека Исус е јагнето Божие што се жртвуваше за тебе и за мене. Исус е тој што го даде својот живот за да може нашите гревови да бидат простени. И гледате, понекогаш ние не ги правиме тие анализи, но кога ќе ја погледнеме статистиката, кога ќе направиме едно такво истражување, тогаш добиваме една поразлична слика и сваќаме дека Јован всушност добил едно посебно откровение за Исус. Затоа што 29 пати Јован спомнува за Исус како јагне Божие. И стигаме до третата точка. Зборувавме за првата дека Јован има откровение за Исус, за неговата божественост. Второ, зборувавме дека Јован има прогресивно откровение за Исус и неговата љубов. И трето, зборуваме за тоа дека Јовановото Евангелие е поразлично од сите други три Евангелија. Евангелието според Матеј, Марко и Лука се наречени, знаете ли како? Синоптични Евангелија. Синоптични значи слични или исти по содржини. Ако ги читате сите три, може би некој од вас исто како јас на самиот почеток кога ги читав си велев, овие како да припишувале еден на друг. Како да се повторуваат, нели? Читаш едното, го читаш другото, третото и велиш, овие се исти. Еден од друг како да припишувале. Некој велат затоа што користеле извод. Но четвртото Евангелие на Јован е сосема поразлично. Првите три Евангелија велат теолозите дека во најголема мера ги опишуваат последните три години од ги опишуваат само последната всушност година од животот, од службата на Исус. Зодека Јован ги опфаќа сите три години од неговата служба. Тоа значи дека кај Јован ќе најдете стории што ги нема во ниедно друго Евангелие. Кај Јован можеме да читаме за Никодим, за средбата на Никодим со Исус, и таа ќе најдете само таму. Во другите Евангелија ги нема. Кај Јован ќе читате за Самарјанката, кој што се сретнува со Исус на изворот и е поговиот кладенец, тоа го нема во другите Евангелија. Кај Јован читаме за воскресението на Лазар. Кај Јован читаме дури и за настани кои што например, како неподвижниот во бањата Бетесда. Тие ги нема во другите Евангелија. Интересно е дури и последната пасхална вечера. Таму Јован нагласува работи што другите евангелисти воопшто не обрнуваат внимание. Моментот кога Исус се препашува, зема пешкир и оди да ги мие нозете на учениците. Тоа е запишено единствено од евангелистот Јован. Го нема во другите евангелии. Ако Јован не го беше запишал, ние немаше да знаеме за тоа нешто. Исто така, молитвата, застапничката молитва, каде што Исус се моли за нас и каде што има ветување за место на небото, за утешител дека ќе биде испратен Свети Дух, тоа го има единствено во Јован. Сите три евангелија се пишувани околу 50-тите години по Христа, додека Јован пишува дури некаде 95-та година по Христос. Значи, скоро 40 години подоцна. Јован имал доволно време да размислува и може би да го запознае Исус подобро, за да напише нешто што другите три евангелија ги немаат. Јас не знам дали Јован е размислувал, може би Јован имал пристап до другите три евангелија и ги читал и си верал, што да запишам што моите браќа не запишат? Што е она во меѓувреме што сметам дека е важно, треба луѓето да го знаат, а го нема во другите евангелија. И Јован
вметнал работи што во другите евангелија ги немал. Може и пак тие 40 години му давале на Јован можност да го запознае Исус подобро, да размислува повеќе за него. И во текот на тие 40 години тој запишал работи што претходно можеби не ги знаел или не размислувал за нив. Затоа јас би ти го поставил прашањето: ако на почеток ти си го знаел Исус по еден начин, што е тоа што сега, после толку време како христијанин, ти би додал во твојот опис за Исус? Веројатно, ако те прашаат пред 10 години за Исус, ти би кажал едно нешто. Но ако сега те прашаат, сигурно би можел да кажеш многу повеќе. Прашањето е, дали сега Исус го познаваш многу подобро, отколку пред 10 години? Дали сега можеш за Исус да кажеш многу повеќе, отколку пред 10 години? Ако треба да правиме тест, замислете како да сме на училиште на факултет. Ако сте правили тест овде пред 10 години и сте заокружували работи за Исус, и ако сега треба да го минете истиот тест, дали би можеле со сигурност да кажете сега многу подобро ќе помина, многу подобро го знам Исус, многу поблизу сум со него? Тоа е поентата. Веќе тоа можеме да го извлечеме од она што Јован ни го кажува за Исус. И на крај, еве мислам дека имаме време да уште една работа нагласиме за Јован. Јован не само што имаше посебно откровение за Исус, преку Исус Јован имаше посебно откровение и за себе си. Со други зборови, Јован можеше да се види себе си по еден поразличен начин. Ајде да го погледнеме што е тоа што Јован го научи за себе си. Кога читаме во Евангелијата на Јован, на неколку места ќе сретнеме малку невообичаен, чуден запис. Еве, например, во Јован 13 глава, 23 стих, пишува: а еден од неговите ученици, кого Исус многу го љубеше, беше прилегнал на Исусовите гради. Понатаму во Јован 20 глава, 2 стих, вели: тогаш отрча и дојде при Петра и другиот ученик, кого Исус многу го љубеше. Во некој преводи стои возлюбениот ученик на Исус. Во Јован 19 глава, 26 и 27 стих, вели: а Исус штом ја биде мајка си и покрај неа ученикот, кого тој многу го љубеше, рече на мајка си: жено, ете ти син, а потоа рече на ученикот: ете ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде при себе. На неколку места Јован овде пишува за еден ученик кого Исус многу го љубеше. Знаете ли кој е тој ученик? Јован, самиот тој. Јован зборува за себе си. Но веројатно можеби од скромност тој не го кажува неговото име, само вели ученикот кого Исус многу го љубеше. Интересно. Некој забележал дека по сличен начин, кога Мојсей пишува за себе си, во петте книги Мојсей пишува: Мојсей беше најскромниот и Мојсей беше најпонизниот човек на земјата. И замислите кој го напишал тоа? Мојсей. И ќе си рече: добро, како можеш за себе си сам да пишуваш, јас сум најпонизниот? Единствено може да го прифатиме тоа ако веруваме дека е водено од Духот Свети. Тоа значи дека Мојсей не го напишал тоа од гордост, не го напишал затоа што Свети Дух го поттикнал да ја вметне таа вистина. Не да се пали себе си, него за да биде запишано и ние да знаеме запишано. По ист начин можеме да размислуваме и за Јован. Знаете, ако Јован тој го напишал за да се фали, тогаш би било сосема погрешно. Но Јован, јас верувам дека овде не го пишува ова за да се фали себе си, да каже: јас сум оној што Исус највише го сакате. Нас сакаше. Знаете, како во домот, кога две деца се расправаат и едното вели: мене мајка ми повеќе ме сака. Јован не го напиша ова со таа цел. Јован го напиша затоа што тој ја разбра вистината. Мене Исус ме љуби. Тој смати колку тој е
љубен и колку тој е сакан од Исус. Веројатно, тој го доби како едно откровение. И тоа толку силно удри во него, што тој реши да го запише. Може би претходно тој си е мислил дали воопшто Бог ми обрнува внимание. Дали воопшто Бог мене не сака. Скоро гледавме еден филм, го прикажувавме во Кавадаци, филмот Магдалена. И во тој филм беше представена баш Магдалена и неколку жени, како жени кои што се отфрнени од општеството. И една од жените кои што разговараше со Магдалена, таа рече, па јас не знам дали Бог мене воопшто ме сака. Дали Бог воопшто се грижи за мене, дали знае дека јас постојам. Понекогаш и ние размислуваме така. Ме сака ли Бог, ме забележува? Дали воопшто Господ мене ме љуби? И Јован добил откровение, јас знам дека ме љуби. Јас знам дека сум јас негов возлюбен ученик. Јас верувам дека тоа можеме да го кажеме ние и за себе си. Знаеме дека Исус го љуби не само Јован, туку секој еден од нас. Неговата љубов е толку силна и кон тебе, како кон него. Исус, Јован го кажа ова како факт. Имаш ли ти откровение за себе си дека Исус те љуби? Дека ти си неговиот возлюбен или неговата возлюбена? Има еден пример кој што зборува токму во таа насока. Зборува за една жена која што цел свој живот живеела со некој маж насилник. Овој маж само ја тепал, ја понижувал, ја навредувал и целиот нејзин живот бил мизер. Таа никогаш од него не искусила љубов, внимание, грижа, љубезност. Еден ден овој маж умрел, некој рече фала Богу. И после известно време оваа жена запознала друг маж. Тие се зближиле, почнале да се појавуваат помеѓу нив чувства и во една прилика овој маж решил да ја запроси за жена. И тој се обратил со зборовите: ти си прекрасна и јас тебе те сакам. Кога го слушнал ова нешто, жената почнала да плаче. И тој ја прашал, што е проблемот, да не сгрешив нешто? Таа рекла, не, но јас овие зборови прв пат ги слушнам во мојот живот. Никој досега не ми кажал такви зборови. Токму затоа овие зборови ја погодиле толку длабоко, дека таа за прв пат ја почувствувала љубов, за прв пат разбрала дека е можно некој да ја љуби, некој да ја сака. И токму тоа е она што верувам дека Јован го искусил за себе си. И затоа тој го врежал по еден печатлив начин во неговото Евангелие. Ученикот што Исус го љубеше. Јас сум тој што Исус ме сака. Мене Исус ме сака, можно ли е тоа? Исус ме сака. Можеш ли да го кажеш ти истото за себе си? Може би животот бил суров и кон тебе. Може би како со оваа жена и тебе некој те повредувал. Може би се чувствуваш отфрлен. Може би се чувствуваш како да никому не му е грижа за тебе. Но знај дека има еден кој што се сака. И токму тоа е запишано во Евангелието на Јован. Вели Јован, Бог толку ги засака луѓето во овој свет. Бог толку те засака тебе, што го даде својот единороден син. Дали твоето откровение за Исус е така? Дали знаеш дека Исус те љуби? И дали таа љубов прогресивно расте во тебе? Како би го опишал Исус сега после години откако чекориш со него? Еве, тоа се нештата што можеме да ги научиме од Јован. Нека ова утро, ова претходне, ова слово ни биде на благослов, за да може да се радуваме на таа Божја љубов и да може да растеме во неа. Амин.